Така музика наутро во утринската програма на Јавниот сервис и како што веќе најави, време е за првата тема со соговорник во студио. Денеска ќе зборуваме за теми поврзани со плодноста и поддршката на семејствата кои што се соочуваат со предизвик на неплодност. Наша гостинка е Деспина Петровска, магистар и претседател на Сдруженијето До бебе по патот на ИВФ. Со неја ќе разговараме за новитетите во областа на инвитро оплодувањето, ваучерите за поддршка на семејствата како и активностите на Сдруженијето во рамките на Европската недела на плодност. Деспина, добро утро и добре ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро на вас, Вани, и ви благодарам на повикот да учествувам и да зборуваме на оваа тема. Прво ќе започнеме со најважните работи за гледачите кои што директно ги тангира оваа тема. Ајде прво околу ваучерската иницијатива, да објасниме какво е тоа олеснување и зашто всушност станува збор кога зборуваме за инвитро. Значи вака, оние парови кои што треба да го поминат процесот на инвитро по одредена дијагноза, собираат одредени документи и поднесуваат барање за ваучер до претходната година, тоест до јули оваа година. Тие ваучери беа 3. Меѓутоа со нашата иницијатива, подоцна ќе објаснам и како со нашата иницијатива всушност се зголемија на 6 ваучери и сега паровите имаат можност да искористат 6 ваучери за прво дете, што значително ја зголемува можноста и го намалува оној финансиски трошок кој го имаат паровите кои што поминуваат низ тој процес. Така. Кои се најновите достигнувања и терапии во областа на инвитро оплодувањето, а достапни кај нас? Значи, моментално, она што е дополнително важно да се каже е дека антикоагуланците фраксипарин и клексан се достапни на рецепти, значи паровите нема да треба, или сите оние кои што имаат потреба, затоа што тоа се терапии кои што не важат само за луѓето кои што поминуваат низ инвитро, туку и оние кои што се со природна бременост или сите оние кои имаат потреба, може да ги набават на рецепт, значи ќе се намали оној момент на собирање на документација за да се рефундираат средствата, сега на поедноставен начин преку рецепт се земаат во аптека тие антикоагуланци кои што им се потребни. Така. Европската недела на плодност ја споменав и во најавата од 3 до 9 ноември. Сега ќе се навратиме малку на тие денови, бидејќи активностите кои што се спроведуваат се доста важни за подигање на свеста и за темава која што ние ја зборуваме утрово. Кои активности беа спроведени во рамките на овие денови и како беше вклучено вашето здружение? Значи, овој месец од 3 до 9 ноември се одбележуваше Европската недела на плодноста и нашето здружение во соработка со Fertility Europe, каде што сме членови, која што е една европска организација, ја одбележа Европската недела на плодноста под мотото "Знаењето носи сила, фактите носат промена", каде што нагласивме потребата од навремена информација на младите за понатамошни информирани избори што се однесува до нивната плодност или до репродуктивното здравје, но исто така низ цела Европа е забележано потребата од репродуктивно образование кое што е лимитирано и неконзистентно, па така младите не се доволно информирани дека всушност кои фактори влијаат на плодноста и што све може да влијае врз нејзе и дека времето всушност е еден од можеби најголемите непријатели на плодноста. Нашето здружение се вклучи со три активности во оваа недела, затоа што често забележуваме дека всушност недостасуваат информации, затоа што доста често нас ни се обраќаат парови или сите оние кои што сакаат да имаат одредена поддршка или сите оние кои што сакаат да се информираат, да дознаат повеќе информации. Забележавме значителна неинформираност на младите, па и на сите оние кои што кои што се засегнати од репродуктивното здравје, а тоа сме сите ние. Забележавме значителна неинформираност на луѓето, со што резултира до неинформирани избори. Понатака решивме да ја обележиме оваа недела со 3 активности. Тоа беше една кафе средба која што беше под името да зборуваме отворено за IVF, која што беше заедно во соработка со гости беа доктор Владимир Трајковски, гинеколог и IVF специјалист, и магистар Мимоза Аџи Крстевска, која што е шеф на инвитро лабораторија, каде што луѓето кои што дојдоа има можност да слушнат информации кои што како би можеле да влијаат на плодноста и кои све информации им се потребни пред да било што започнат да направат и кои све фактори влијаат на истата.
Следната беше трибина на темата репродуктивно здравје и биопотпомогнато оплодување во функција на зголемување на наталитетот во нашата држава, на која што говореа представници од нашето здружение, која што говореше Жаклина Пешевска, која што е председател на Комисијата за еднакви можности и пратеничка во Собранието, Владко Ѓорчев, кој што е национален координатор за демографија, млади и човечки ресурси, говореше исто така доктор Татјана Гуржанова, гинеколог и акушер, говореше и Валентина Сотировска, која што е ЕШРЕ сертифициран ембриолог, и каде што свечено додалувавме благодарници за особен придонес во донесувањето на законската регулатива и унапредувањето на правата и пациентите. И следниот настан беше на отворено знањето носи сила, фактите носат промена во паркот Авионче, во аеродром. Зошто сметате дека е важно да се зборува отворено за тема неплодност и достапни терапии? Тука ќе спојам две прашања. Која е основната цел на здруженијето? Вака, јас би започнала од основната цел. Значи, идејата да се зголемат ваучерите беше уште од основањето на нашето здружение, тоа од 2020 година, каде што ние сме патем првото здружение единствено во нашата држава, кое што се бори за правата и условите на оние парови кои што поминуваат низ процесот на инвитро, без никаква финансиска поддршка од државата, од донатори или од политички, нели, тогаш политичка поддршка, успеавме да издействуваме, меѓутоа првиот чекор кон тоа беше значи да се зголемат ваучерите од 3 на 6, беше јавна расправа која што беше организирана на 28 мај за меѓународниот ден на женското здравје во клубот на Пратенички, каде што отворивме таа тема. Меѓутоа, за жал, во одреден период тоа остана, немаше никаков чекор напред и немаше никаква измена на законот тогашна, која што законот стоеше така од 2008 од кога што беше донесен. Па така ние ја преземавме иницијативата во наша рака и почнавме да соработуваме со политички чинители, првенствено со тимот на Унија на жени на почитуваната Жаклина Пешевска, каде што тогаш законот беше ставен во изборната програма, па потоа во владината програма и нели дојде до промена каква што имаме сега, значи ваучерите се од 3 на 6. Меѓутоа, зошто е важно да се зборува на оваа тема и зошто е важна информацијата, нели, апропо на неделата на плодноста и зошто е важно да ние како здружение имаме оваа иницијатива и мотивација да работиме на оваа тема. Би сакала да споделам неколку демографски информации за нашата држава. Значи, во последните 10 години се соочуваме со огромен пат на плодноста. Тоа е значи, намален наталитетот од 27.000 пред 10 години на приближно 16.000 денеска нели, како бројка, што е значителен пат на намалувањето на плодноста. И според проценките на УНИЦЕФ би имал некој пат во следните години за уште 18%. Од 2011 до 2023 година стапката на плодност е опадната на 1.5, што претходно била 2.1, што тоа ги објаснува значително намалување и континуирање намалување на населението, и овој тренд е делумно заради зголемената појава кај неплодност на двата пола, каде што 40% од проблемите со неплодност се кај жената, 40% се кај мажите, а 20% се оние кои што се идиопатски или се неодредени. Па така, човечката плодност е ставена во едно централно прашање на општествените политики и тука се нагласува потребата од навистина да репродуктивното здравје е ставено во некој заден план, а младите доста често ги немаат достапните информации и не знаат што се влие врз истото. Така да ова се некои, можам да кажам, и фрапантни информации со кои што ги имаме и на кои што работиме да бидат подобри во иднина. Меѓутоа сите овие нови иницијативи верувам дека влијаат и врз семејствата, всушност и тоа го чувствуваат како поддршка. Колку треба да се охрабруваме се повеќе да има иницијативи, олеснувања, ваучери, колку тоа и вам ви оди во прилог за попозитивни бројки и статистики?
Секако дека секогаш е добро да се првенствено да се зборува на оваа тема, затоа што во нашето општество ова се теми кои што се со големи предрасуди и кои што имаме. Нема зошто. Мислам, ако се прашуваме, но ајде да ги Да, имаме општествен притисок, имаме општествени предрасуди, нели, оној притисок од околината, кога ќе имаш деца, а зошто немаш деца, а зошто патувате, зошто имате куќе и така натака. Тоа се некои предрасуди со кои што ние навистина се трудиме да ги побиеме, затоа што паровите првенствениот шок кој што го доживуваат е всушност информацијата дека не можат да имаат потомство по природен пат, кои што таа информација всушност се сретнуваат првенствено тогаш во првиот момент кога ќе дојдат на преглед, а често тие информации не им се дадени, нели, во минатото кога би можела нешто и да променат со истото. Така да првенствено ние се бориме да ги тие предрасуди да ги рушиме, па понатаму се бориме исто така за одредени законски промени кои што ќе им се олеснат на луѓето, нели, одредени процеси да бидат подостапни. Тоа верувам дека и во следните приоритети на Сдруженијето. Кои се тие, вака ако можеме да кажеме при крајот на една година, пред почетокот на другата година, како ви се поставени приоритетите како Сдружение? Да, значи нашето Сдружение не застанува тука, иако една од основните цели кои што ја изнесе беше промената на ваучерите. Следна ни е проширување на позитивната листа со лекови кои што се неопходни за IVF постапките, меѓутоа и за оние кои што за одржување на бременост, меѓутоа не само за оние кои што се преку IVF постапки, туку и кои што имаат природна бременост, и тоа се најчесто прогестеронската поддршка која што е клучна за исходот на секоја рана бременост. Следно е национален регистар со кој би имале реална слика за состојбата и би знаеле што би можеле да кои се можните насоки за действување понатаму. Едно од можеби најголемите иницијативи кои што сакаме да превземеме е едукација и информирање на младите за зачувување на репродуктивното здравје со акцент на важноста на времето и можноста за замрзнување на репродуктивниот материјал, затоа што веруваме дека навремените и точните информации може да донесат до пресмртница околу одлуките и поттикнување на државна поддршка и деломни субвенции за процедури поврзани со зачувување на плодноста, затоа што свесни сме дека значи се стремиме за системски поддршки, иако сме свесни дека животниот стандард, професионалните обврски, економската криза, се тоа придонесува за понатамошните одлуки за дали ние ќе имаме потомство, кога ќе имаме и така натака. Меѓутоа, нашите иницијативи се насочени кон овие системски промени за да можат младите да имаат можност да променат нешто, меѓутоа со оние навремени и точни информации кои што ќе ги имаат пред да превземат било какви чекори. И како граѓаните можат да се вклучат во вашата работа, во идеите, поддршката на Сдруженијето? Граѓаните може да се вклучат на било кој начин, во смисла може да бидат наши членови како поддржувачи на нашата иницијатива, може да дојдат на кафе средбите кои што ги организираме секој месец, може да ни пристапат со нивни лични приказни, нели, споделат искуство, затоа што тоа е една мрежа на поддршка која што ние ја имаме и навистина значи на оние луѓе кои што поменуваат незавиев процесот да имаат некој со кој што ќе разговараат, затоа што можеби едно од најзастапените емоции кои што ги имаат е дека луѓето кои што се соочуваат со неплодност се сами и нема никој околу нив кој што споделува истата болка, да речеме. Благодарам Деспина за гостувањето во Македонија на Утро. За оваа тема секако треба да се зборува и по-често и по-редовно пред се на медиумите за да се пренесе на овој начин пораката како што и тоа ние го направивме утрово. Ќе ја следиме вашата работа и зашто и да треба како нови теми во иднина. Тука сме, може ли да ве следат на социјалните мрежи? Да, може да не следат на социјалните мрежи, на Facebook, на Instagram сме Сдружение до бебе по патот на ИВФ. Благодарам уште еднаш за гостувањето во Македонија на Утро. Во продолжение рубриката Јазично катче што ни ја подготвува колешката Елизабета Кузмановска, темата Утрово 100 години од првото издание на Абецедарот.